Имам особена чест да го повикам да ми се обрати пратеникот на Македонскиот парламент, господин Вицецки. Поверете, господин Вицецки. Добър ден на сите, почитувана пратенички госпожа Рашела Мизраки, почитуван член на председателството на Уния на ветерани на ВМРО професор доктор Георги Малковски, почитуван председател на Общинскиот комитет, почитувани представници на Общинскиот комитет, почитувани присутни браќа и сестри. Се наоѓаме во еден момент во кој што се преклопуваат минатото, сегашноста и иднината. Денес е 4 мај, денот кога се навршуваат 121 година од погибијата на Гоце Делчев, име кое само што ќе се спомене го растреперува секое македонско срце. А веќе утре е Воскресение Христово, празник кој што дава суштина на постоењето на секој христијанин преку победата над смртта која ја направи Христос Спасител. Размислувајќи за оваа вечерашна трибина, си помислив на тоа дека иднината на Македонија се креира во светлата седмица, во најголемиот празник, токму на 8 мај во среда. И зарем можеше ваква символика да ни се случува, дека благословена ни е борбата за воскреснување на Македонија во светлата седмица. Таа македонска борба, драги делчевчанки и делчевчани, одсекогаш барала мудрост, смирение и поддршка на личностите со визија. Да, во тој контекст го става и безсмртниот Делчев. Многу нешта се кажани за него и како повторно да тоа сето не е доволно. Секогаш одново и одново му се восхитуваме и учиме нешто ново. Во неговото дело бараме одговори како денес да се носиме со предизвиците со кои што се справуваме. И би нагласил дека сите ние што се занимаваме со политика, државниците кои што ја водат државата, треба постојано да ја препочитуваат неговата богата биографија, бидејќи таа е како ехо низ времето. Секојдневно слушаме за биографиите на политичарите, кој каде завршил високо образование, каква наобразба имал, што се стекнал во материјална, интелектуална смисла. Сето тоа е залудно, ако од дома, од мали нозе, во семејството не научиме што е патриотизам и дека мора да си ја сакаме татковината како единствен дом. Тоа Гоце Делчев го научил од татко му Никола и мајка му Султана, кои изгледале тој 9 деца. Никола бил строг и правичен татко, од кого Гоце учил за морал и честност, а подоцна тоа воспитување ќе влијае во оформувањето на неговата револуционерна карактерна страна. За мене, а верувам дека и за вас, е особено важна средината и окружувањето во која се расте и се созрева. Таму се стигнуваат првите основи за патриотизам, за љубовта кон државата, за љубовта кон семејството. И самиот Кукуш, родниот град на Делчев, бил средиште на борба против тугите црковни пропаганди, кои настојувале да ги однародуваат македонците во тој период. Родителската улога во креирањето на здрави потомства, со цврсти карактери и самодисциплина, односно семејството, е темел во вредностите на ВМРО-ДПМН во моментот во кој што живееме, затоа што тоа е предуслов во создавање на одговорни луѓе, како што е примерот со Гоце Делчев во минатото. Тој уште како дете и млад човек поседувал неизмерна желба за учење, но имал и широк дух со кој ги прифаќал луѓето без разлика на нивната верска или национална определба. Бил македонец. Имал неограничена љубов кон Македонија, но исклучиво и само исклучиво како куќа за сите кои ја сметале за така, кои ја сметале за македонска. И не е ова силната порака за која што и во днешницата зборуваме и се бориме. Сите бараме соживот и почит. Како интелектуалец, бил обликуван од европската и светската литература која што ја читал и ги следал сите напредни идеи во однос на човештвото.
Образованието била голема љубов на младиот кукушарец. И тоа пред нас продолжува да ни биде полука, дека само со образовани поколенија и со развиен образовен систем може да остваруваме општ напредок, како индивидуален, така и на државата. Ѓорче Петров, во својата беседа за Гоце Делчев, ќе каже дека кај Гоце имало баланс помеѓу срцето, односно идеологијата која што ја носел во себе, и умот, тоест делувањето и практичните потези кои што ги применува. И тоа е балансот на секој кој што планира да биде народен водач, да ги балансира неговите желби и да дените можности за нивно остварување во сегачноста без да се откаже од желбите. Ако сакате со јазикот на современоста, односно на денешницата, јас тука ја гледам и борбата за името. Нашиот историски и национален идол, Гоце Делчев, како младинец, по завршувањето на воената школа, бил заприснат од идеите и идејните бранови кои што доаѓале од Западот, како например со Француската револуција, Американската војна за независност, Италијанското национално ослободително движење, и ако правиме споредба, односно тој период, со основачите на ВМРО во 90-тите години од минатиот век, ќе видиме дека истите проценија дека Република Македонија треба да биде свртена кон Западот и Европската Унија, така што ќе биде почитувано достоинството и ќе биде почитувано како држава. Зарем многу тоа што го бараме. Треба на сите да ни биде јасно дека постоењето на Македонската револуционерна организација, во која Делчев се гради и за која умре, немаше да го има ни јасно, ни 8 септември од 1991 година, ако не постоеше таа организација и идеите и идеологијата со која што раснеа дузина великани. Без тие наши македонски ставени револуционери, подготвени на одрекување, кои се далеко подлабоки од тоа што сега ние го правиме, бидејќи дадоа и лични жртви со живот, немаше денес на европската мапа да ја има оваа држава, ова мално парче наречено Македонија. Одредето од село во село, од град во град, делувањето преку училишта, агитирањето и врабувањето истоимисленици, наоѓањето финансиски средства за функционирање, создавањето на воени сили, лежењето во притвор е жртвата на Делчев за сите наш за денешницата. Макотрпност, самовложување со многу препреки, бидејќи тоа биле условите во кои што делувал на крајот на 19 век, а не 2024 година, која што сега ги имаме сите технички и комуникацијски предности за функционирање. Нему може да му се препише и дипломатска активност и сета смелост која што му се обратил писмено во тој период и на Ватикан, преку надбискупот од Пловдив со зборовите, цитирам, да се исправи неправотното решение од Берлинскиот конгрес за Македонија и за добивање на политичка автономија. Затворен цитат. Тоа биле зборовите и барањата на Делчев. Гоце Делчев не подклекнал и не се помирил со одлуките на големите европски држави Македонија да остане дел од Османлиската империја. Разбрал дека Македонија и македонците си имаат своји интереси и дека мора да се изборат за да биде актуализирано македонското прашање. Ќе се согласите дека некои наши политичари денес не го чувствуваат тој завет на Гоце. Тие прифаќаат со што ќе дојде однапор, па макар и како предлог. Не препознаваат колективен национален интерес и тука се судираме жестоко со нив. И ќе се судираме и понатаму, се додека се на овој ист став. Во одбраната на македонските национални и идентитетски прашања. Драги браќа и сестри, мислите на Гоце се безвременски, денес би спомнал две. Прва, натрешната организација не се стреми само да им дава оружје на луѓето, ами и да го развие нивниот робски дух. Мои Делчевчани, зарем и денес не треба да се разбие робскиот дух кој владее кај дел од политичарите во државата. И втората мисла на Делчев, делото на ослободување на еден народ, а пред се неговото собствено дело и пред се негово собствено
собствено дело на неговите собствени раци. Што значи ослободување во актуелната смисла, верба во своите потенцијали, подпирање на себе и создавање на национално единство по стратешките прашања. Тоа е тоа што ни треба во моментот, тоа е тоа што го бараме. Македонско национално обединување околу најсилниот политички субјект ВМРО ДПМНЕ за да можат промените за кои што се залагаме да станат реални. Силно ВМРО ДПМНЕ кое што нема да биде уценувано од никого, кое што ќе може само да направи влада врз основа на постулати и влада врз основа на ветувања кои што ги даваме на граѓаните, а граѓаните гласаат за да бидат реализирани тие. Како што читаме во Светото писмо, така секогаш треба да ги читаме и биографиите на големите луѓе од минатото. Ќе најдеме нешто што ќе ни даде надеж или ќе ни отвори решение за проблемите со кои се соочуваме. Таква е и биографијата на Гоце Делчев, вечна и неповторлива. Тоа што тој го направил и го поставил како идејна основа не е само за учебници по историја, туку и за лекциите на сегашните и идните државни раководители. Ние од ВМРО ДПМНЕ, го следиме учителот, го познаваме и го разбираме тоа што го правил и што го зборувал. Денес, да не ја заборавиме, бидејќи денес е денот и на големата македонка Васка Илиева, која што починала на денешен ден и која што преку песката ги учеше генерациите за Делчевото дело. Овде, во градот, кој го носи славното име на великанот, во близина на Пиринскиот крај, вечерва правиме помен на делото, на смислата на животот на Гоце Делчев. Не е исклучиво како наше минато, туку како и наш патоказ за иднината. А за да продолжиме по неговиот пат, ни треба вашата поддршка, да се обединиме сите, да застанеме заедно, голема поддршка на 8 мај за повторно да воскресне Македонија. Нека го биде веќе споменот, а ние живи заедно во битката